Продолжуваме со уште еден разговор во студиото на Македонија наутро, овој пат со тема од здравството и се фокусираме на логопедијата. Имено кога станува збор за логопедијата, се повеќе говориме за тоа дека детската популација има потреба од логопедска поддршка, но да не заборавиме каква е состојбата и со возрастните и како се препознаени нивните потреби. На оваа тема разговараме со мојата гостинка, доцент доктор Ана Поповска, раководител на логопедија при јавната здравствена установа Завод за рехабилитација за слух, говор и глас. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата што сум денеска дел од утринската програма. Како што реков, денеска ќе се осврнеме малку со проблемите со кои што се соочуваат возрастните. И затоа првото прашање ќе ми биде колку често возрастните се обраќаат на логопед и за какви проблеми тие се обраќаат кај вас? Детската популација е нашето секојдневие, но она што е непрепознаено тоа се возрастните, односно проблемите на возрастните, начинот на кој што може логопедската практика и професија да им помогне и колку тие може да имаат корист од логопедската поддршка во процесот на решавање на некои од нарушувањата од областа на говорот, јазикот, гласот и голтањето, што е дури и помалку познато дека е во доменот на нашите компетенции, односно на нашите обврски во работниот процес со возрастните. Така, овде ќе проговориме и за диагнозите, врз основа на кои возрастните се обраќаат на логопед. Кој стручен профил е првата врата на која поставуваат прашања лицата кои што се со нарушување во јазикот, гласот и голтањето? Ако за детската популација можеме да кажеме дека како професија успеавме да ја подигнеме јавната свест и да ги повикаме родителите да што потемелно и подетално го следат развојот на своите дечиња, во однос на возрастната популација не можеме да кажеме дека сме го постигнале нивото на свесност за потребата за поддршка. Токму затоа, првата врата на која што тие застануваат и бараат поддршка се докторите од општа пракса и докторите од различни специјалности. Причината е и оправдана, затоа што проблемите во говорот, јазикот, гласот и голтањето кај возрастните се секогаш последица на некоја друга здравствена состојба и скоро никогаш не се ентитет, односно проблем сам за себе. Затоа, доколку се работи за проблем во гласот, тие најчесто прво што прават преку својот матичен лекар се обраќаат на специјалист, ОРЛ лекар, каде што во основа секогаш прво се третира основната состојба, основното заболување, а дури потоа треба да се пружи поддршка од логопед, доколку станува збор за нарушување во гласот. Истото се случува доколку лицето има проблеми со јазикот, односно сега имавме дури пред некој ден и кампања за проблемите на кардиоваскуларните заболувања и невролошките заболувања, каде што еден од лекарите гостини рече еден од знаците вика на мозочен удар е губиток на способноста за зборување. Так. Што значи сепак тие треба прво да се обратат кај специјалист невролог, да се реши основната состојба, односно да се подобри состојбата, но не премногу да се одлага во однос на моментот кога ќе треба да се почне и со логопедска поддршка. Најнепрепознаена од овие состојби е состојбата на голтањето, а која што за жал е присутна. Немаме статистика, сите се базираме на наука, но немаме некоја глобална статистика на светско ниво, за жал, бидејќи состојбите и не се толку лесно идентификувани кај возрастната популација и не можеме да кажеме дека имаме некоја вкупна бројка, односно процент со кој што можеме да оперираме. Се претпоставува дека дури 7% на возрастните над 50 години имаат проблем со голтањето, но за жал едно мое лично истражување направено во регионот покажа дека не повеќе од 17% од лицата кои што се во здравствена установа хоспитализирани, дали е тоа дом за стари лица или е медицинска установа болница, е препознаена дури од здравствените работници, што е поразителен факт. Тоа ќе беше моето следно прашање. Дали се почитува оној пат од првата врата на која што се обраќаат пациентите за одредена диагноза, за да се изоди комплетно патот при третман на одредено заболување и да се надополни потребата за работа со логопед? Зошто има такви пропусти? Се почесто
се случува да стручните лица, лекари од одредена специјалност, во своите препораки, покрај основната состојба, препораката за лекови, медикаменти, дополнителна терапија, внесат и податок, препорака, консултација со логопед. Тоа е факт за поздравување, но не секогаш... И треба почесто да се применува. Но треба да стане пракса. Треба да стане вообичаена пракса, бидејќи овие состојби на јазикот и за кои што разговараме, гласот и голтањето, не секогаш комплетно се повлекуваат по третманот на основната состојба, основното заболување. Последици остануваат, од една страна кои што може да се трајни и од друга страна заради ненавремено почнување со рехабилитацијски третман, односно со логопедски третман. Она што важи за малите деца, важи и за возрастните. Што е пократок периодот помеѓу настанување на состојбата и почетокот на третманот, толку е и подобар резултатот, односно прогнозата е подобра од рехабилитацијата која што ја спроведуваме. Како и сите други специјалности во рамки на здравството кои што ги следат новите трендови и ја унапредуваат можноста за успешни третмани и потреба на модерна апаратура за дијагноза и третман на одредени заболувања, така и современата логопедска практика е подготвена да се справи со нарушувањата во јазикот, гласот и голтањето во зрела возраст за која што говориме сега. Има голем број на новитети во рехабилитацијата. Овде ќе проговориме и за индивидуалните логопедски третмани и методите кои што ги користите во вашата установа. Станува збори за апаратите кои што се новост во вашето работење. Да. Секој еден апарат представува унапредување на логопедската практика, олеснување на процесот за да се стигне до посакуван резултат од една страна, од друга страна и поголеми резултати, односно очекувања, остварени очекувања за самото лице кое што е предмет на рехабилитацијскиот третман. Конкретен пример би дала за рехабилитација на гласот. Она што може нашата установа да понуди, тоа се третмани во две области. Првата е решавање на проблемот на враќање на гласот, оптималниот глас, тоа е методот на реституција на глас, значи враќање до условно речење нормален глас, и методот на субституција, односно изградување на заменски глас. Процесот на реституција подразбира добивање на оптимално можен глас по некакво настаната состојба на нарушување на гласот, и тоа во нашата установа се прави со една современа метода на индивидуален логопедски третман која што е наречена мануелна ларингеална терапија, која што е директен третман логопед пациент и кој што вклучува повеќе фази во рехабилитацијата. Ова е основен пристап, а она кое што може да се пофали нашата установа е дополнително набавката од страна на Јапонската амбасада донација. Тоа е апаратот Vocastym, кој што работи на принципот на електротерапија, значи се тоа електроструи со различни фреквенции, кои што го поддржуваат процесот на индивидуален логопедски третман и кои што очекувано го скратуваат периодот на рехабилитација, ги унапредуваат резултатите и на крајот задоволството на пациентот е на далеку повисоко ниво. Основата на овој апарат е да се справи со парезата на ларингсот, но исто така ние го користиме и за процесот на подобрување на актот на голтање. Се што се однесува на фазите на гласот и фазите на голтањето да бидат поуспешни и поквалитетни. Моментот на рехабилитација по принципот на субституција е добивање на псевдофонација, односно поинаков глас. Тоа се состојби каде што ние работиме на добивање на така наречен езофагиален говор кај лица кои што претходно имале комплетно отсуство на гласот, а тоа се лица кои што кај нас доаѓаат по извршена хируршка интервенција на ларингсот, операции од различен тип и карактер во зависност од тоа со каква патологија станува збор. Тоа се најчесто лица кои што имале проблем со малигни заболувања во пределот на вратот и на гласните жици и имало потреба да се отстранат гласните жици. Тој процес се нарекува субституција, а гласот кој што го добиваме, односно говорот по третманот на гласот е езофагиален говор.
Кога говориме за резултатите кои што се добиваат од спроведените методи за третман, уште еднаш ќе нагласиме дека навремената посета на логопед ќе даде можности за подобри резултати во третманот. Меѓутоа, убаво е да ни кажете и колку овие резултати влијаат врз квалитетот на животот на лицето со некои од нарушувањата за кои што предмалку говоревме. Кога зборуваме за резултатите од спроведениот логопедски третман, мора да бидеме реални и да кажеме дека тие најчесто се изнесуваат како заклучок помеѓу она што е можност на логопедската практика и она што е очекување на лицето, клиентот со кој што соработуваме. Зошто? Затоа што процесот на развој на говор и јазик е веќе завршен. Имаме дополнително влијание на некаков негативен фактор кој што допринел да се наруши тој глас или јазик, зависно за каква патологија станува збор. И сега ние заедно со лицето кое што е наш клиент да го разговараме кои се неговите очекувања и кои се можностите од логопедската терапија. Зошто е тоа битно? Затоа што имате ситуација во која што можеби и пред акутната состојба да се случи, им постоел некаков проблем. Не било тоа согласно физиологијата на гласот или физиологијата на јазикот, што значи можностите кои што ни ги дава претходната почетната позиција и второ за каква намена понатаму лицето би го користело тој комуникацијски капацитет, едноставно кажан. Не е еднакво да вие очекувате за лице кое што имало проблеми со гласот да се врати на професија како вашата, например. Замислете да биде водител, каде што говорот му е основното средство за работа, за разлика од тоа доколку лицето е во работна позиција каде што не е експонирано за говор, постојано комуникација, тогаш очекувањата и прогнозата се многу подобри. Значи ќе го способиме за да се врати што поблиску на тој начин на живот. Тоа е прво битно. И второ, што е битно, да лицето со кое што работиме прифати дека негативните фактори кои што влијаат на состојбата со неговиот глас, јазик или гултање, мора да ги сведе на минимум, па дури и да ги елиминира. Се додека имаме негативно влијание, се уште да перзистира тоа негативно влијание, ние не можеме да очекуваме дека и позитивните ефекти од нашата соработка ќе бидат ќе се видат, ќе дојдат на виделина. Так. Ние денеска во нашиот разговор даваме некои општи насоки информации за проблемите со кои што се соочуваат возрастните во рамки на еве мене сега ми откажа гласот, што е многу битен момент, проблемите со кои што се соочуваат возрастните, меѓутоа започнавме на самиот почеток со децата и во последно време многу често се говори дека децата се повеќе имаат проблеми со говорот, подоцна прозборуваат, а можеби и кога ќе прозборат понатаму имаат одредени проблеми во говорот. Би сакала конкретно нашиот разговор да упатиме еден апел до родителите да не чекаат за било каков проблем во говорот кај децата, веднаш да реагираат, да посетат логопед, да не биде доцна навреме да се реши проблемот. Ве поддржувам и би додала уште нешто. Квалитетот на живот, не само на возрастните, туку и на семејствата со дечиња кои што се соочуваат со ризик од подоцна прозборување, па може би некаков проблем објективно да се диагностицира или нарушување, и те како зависи од раното вклучување во логопедската поддршка и рехабилитација. Зошто велиме логопедска поддршка? Да им биде појасно дури и на родителите, бидејќи почнавме детската популација како тема за на крајот од разговорот. Затоа што децата најдобро учат во природна средина. Тие се уште не се спремни за академски пристап во совладување на знаењата и вештините. Ако семејството поминува 24 часа со детето, во секакви активности, од заспивање до будење, игра, дневни рутини, задоволување, сето тоа се одлични предуслови да детето научи нешто повеќе. Наместо тоа, родителите треба да очекуваат тоа да биде првичната, приоритетната цел на нивната поддршка која што ние пружаме, а она што е второстепено е и директен контакт, односно директна работа со логопед. Бидејќи е тоа недоволна за еден детски развој, родителите се очекува да бидат сериозни и активни котерапевти во процесот на унапредување на состојбата со говорот и јазикот. Сега се оградувам од секогаш потенцирање дали се работи за нарушување, можеби едноставно доцнење. За жал, тоа се резултатите од модерното живење со кое што ние колку и да
да се бориме како стручни лица, како општа јавност, како родители, не секогаш ја добиваме таа битка. Так. Најважно е да се детектираат причините и проблемите кои што доведуваат до таквите состојби, навремено да се реагира, секогаш има можност да се реши проблемот со соодветните третмани кои што ги нудите. Ви благодарам многу за вашето гостување, се надевам ќе имаме можности во друга прилика да ни бидете повторно гостинка во Македонија наутро. Ви благодарам на времето одвоено да поразговараме малце и на оваа тема. Така